До крајот на годинава Општа болница Куманово официјално останува без анестезиолог, информираше деновиве директорот на јавната здравствена установа Сашо Стошевски. Последните двајца специјалисти по анестезиологија користат денови од годишен одмор и по нова година заминуваат во пензија, посочува директорот. Во меѓувреме, болницата проблемот го надминува со ангажирање анестезиолози од повеќе здравствени установи во земјава. Директорот Стошевски ги повикува анестезиолозите кои што се во пензија да го следат примерот на доктор Синиша Бајдевски и да ја помогнат на болницата. Од 27.10. официјално болницава нема ниту еден анестезиолог, бараме начин тоа да го решиме, да го надминеме. До сега некако ни оди, не може да кажам баш успешно до крај. Имаме подпишано договор со повеќе јавни здравствени установи низ Македонија, како што се 8 септември, ГАК, Чаир, Градска болница, Карил и така натаму, со подпишување на договор по член 221 од Законот за здравствена заштита, каде што тие ни отстапуваат од анестезиолог, меѓутоа анестезиолог кој сака да дојде. Го префираме Министерството, испратиме, тоа може би 20 дописи до сега за овие 2 месеци. Од Министерството има ветување дека проблемот ќе се надмине. Се надевам и очекувам дека тоа ќе се реши во најбрзо време. Не сега за сега месецот ноември на нас не е покриен со анестезиолози, со доаѓање на анестезиолози од внатрешноста и од Скопје. Можам да се пофалам со тоа што на доктор Синиша Бајдевски, анестезиологот, го вратиме по пензионирање, самиот изрази желба да помогне на болницата, го вратиме со одредени договори согласно законот да дава одредени дежурства, така да сега ја користам и приликата јавно да ги повикам и останатите анестезиолози кои се во пензија, доколку се во можност да дојдат да помогнат на болницава, си има законска одредба, законски договор ги си направиме, за да може колку толку да го спасиме пред се пациентите и Куманово. За разлика од одделот за анестезија со реанимација, на останатите оддели состојбата е задоволителна. Лекари и специјалисти има речиси во доволен број, но она што недостига е среден медицински кадар, потенцира Стошевски. Освен анестезија, за другите специјалности не можеме да се пожалиме сега во моментот, примиме 24 специјализанти, имаме доволен кадар. Очекуваме сега со втората тура на вработување на 300 специјализанти да добиеме уште 20 на вработување на кадрот каде што ни фали, каде што имаме на психијатрија малку помалу, на инфектологија, ОРЛ, па може би да кажеме и педијатрија. Со тоа би го затвориле кругот на лекари специјалисти. Со средно медицински персонал, наискрено, работава е за никаде. Наискрено, неотворено кажам, за да може да ме разберете сите. 4 години во болницата има заменето преку 160 луѓе во пензија, 160 вработени, а нема ниту едно приме. Апелираме до Министерството да праќаме дописи, бараме вработување на најмалку 100 нови вработувања од среден персонал, болничари, медицински сестри, техничари, хигиеничари, општи работници, возачи, како да ви кажам, имаме 4 возила, имаме 20 шофери во смена. Значи, полошо не може да биде. Апелираме и бараме од Министерство да ни овозможи вработување на кадар, на среден кадар. А конкурсот за вработување на лекар анестезиолог е отворен 365 дена во годината, само за жал нема кој да се пријави. Испратиме официјално барање до Министерство за вработување на 9 општи лекари, на кои понатаму би им дале специјализација анестезија и реанимација. Очекувам дека на болницата тоа ќе се одобри и во што е можно побрз период да вработиме 9 општи лекари, кои пак ќе напоменам, ќе треба да земат специјализација по анестезија. Во изминативе години, ова е проблемот што се провлекува од пред 10-15 години, каде што пак ќе напоменам, тука во болницата е било желботека кој што сака да специјализира, не се гледало на тоа што уствари се потреби на болницата, некој што сака. Од друга страна, ако државата плаќа, ако државата финансира специјализација, ќе финансира она што е потребно на државата и на јавната здравствена установа. Доколку некој сака да специјализира по желба, си има приватна специјализација, нека си плати, нека си специјализира и така натаму. Во болницата во стариот ургентен центар од јуни годинава работат 24 специјализанти кои што им помагаат на интернистите и хирурзите. Иако конкурсот беше распишан за 28 специјализанти, за жал 4 места останаа празни.
Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека ноќва полициски службеници лишиле од слобода двајца кумановци на возраст од 19 години, бидејќи се сомнича дека на булеварот Октомвриска револуција со остар предмет оштетиле паркирано патничко моторно возило, сопственост на 28 годишен жител на селото Долно Којнаре. Тие биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против нив ќе следуваат соодветни пријави, соопштија надлежните. Јавното предпријатие Чистота и зеленило информира дека на функцијата вршител на должност директор е назначен Сашо Томиќ. Му посакуваме успешно работење, професионални достигнувања и континуирани резултати во интерес на граѓаните и на нашето предпријатие, пишува во објавата на Facebook. Денес извршивме примопредавање на функцијата директор на Јавното предпријатие Чистота и зеленило Куманово и на таа позиција доаѓа Сашо Томиќ. Човек со интегритет и посветеност кој ќе придонесе за раст и развој на предпријатието, напиша на Facebook Стојановски. Томиќ како член на ВМРО ДПМН беше кандидат за советник на локалните избори. Новиот ВД директор на Јавното предпријатие Водовод е Игор Липковски, кој доаѓа на местото на Оливер Стојмановски. Липковски, кој инаку е член на движењето Знам за наша Македонија и кандидат за советник на локалните избори, на оваа позиција доаѓа од одделот за човечки ресурси во Водовод. Во организација на Сдруженијето за уметност, култура и заштита на културното наследство Ризница од Куманово, вчера вечер во Занаечискиот дом се одржа традиционалната манифестација Денови на Балканска етноризница, годинава под наслов Маргица Антевска со семејството и пријателите. Културно-уметничкиот настан поддржан од општината, посветен на денот на ослободувањето на Куманово, беше во чест на 55 годишната кариера на истакнатата музичка уметница и позната вокална интерпретаторка Маргица Антевска. На сцената настапија и незините деца Марко Антевски и Милена Митковска, како и Нино Величковски, Ристо Краповски и Нацка Славкова, кои заедно и подарија на публиката незаборавно музичко доживување. Присутните уживаа во изведбите на познати народни песни во етно стил и поп-рефрени, со кои што беше одбележан почетокот и богатата кариера на Антевска, уметница која со децении остава длабока трага на македонската музичка сцена и е добитничка на бројни награди и признанија, објави градоначалникот Максим Димитриевски. Со пригодни зборови пред присутните се обрати председателката на Советот на општината Ивана Ѓоргиевска. Во Ков Пауер е колекција од модната дизајнерка Сара Величковска и моделарот Славица Симеуновиќ, што ќе биде прикажана утре вечер на првата модна ревија во Куманово, што ќе се одржи во ресторан Аура со почеток во 19 часот и 30 минути. Сара Величковска е модна дизајнерка која својот професионален развој го гради во Италија, каде ги завршува магистерските студии во Фиренца. Незиниот дизајнерски израз е препознатлив по јасни силуети, чисти линии и современа интерпретација на класичната женственост. Сара создава колекции што ја спојуваат уметноста, формата и елеганцијата, при што секое парче носи силен визуелен идентитет и карактер. Славица Симеуновиќ е моделар со професионално образование стекнато во Падова, Италија. По налог на обвинител, полициски екипи денеска спровеле широка акција во Скопје, Куманово и Тетово, при што биле претресувани домови и деловни простории поврзани со сомнежи за организирана злоупотреба на државните стоковни резерви. Истражните органи утврдиле дека 5 осомничени, меѓу кои раководители во Агенцијата за стокови резерви, директорот на институцијата, вешто лице од Бирото за процена и поранешен заменик министер во земјоделството, во 2021 и 2022 година ја злоупотребиле службената позиција и овластувања. Според обвинителството, осомничените овозможиле незаконски да се отпишат 1500 тони пченица и 500 тони јачмен од државните резерви, со што буџетот бил оштетен за околу 780.000 евра. Акцијата ја спроведоа одделот за спречување организиран и сериозен криминал при МВР во координација со основното јавно обвинителство Скопје.
Премиерот Христијан Мицкоски денеска ги додели решенијата за самовработување. Оваа година го имаме најголемиот интерес досега. Стигнаа вкупно нешто повеќе од 6000 апликации, што е силен индикатор дека граѓаните имаат желба, знаење и самодоверба да изградат собствен бизнис, а државата им стои зад грб со конкретна и рекордна финансиска поддршка. До овој момент се издадени 2916 ваучери за изработка на бизнис план, а оценети се 2601, при што 1140 се за млади до 29 години, 912 за лица над 29 години, а 629 за правни субјекти регистрирани како друштва со ограничена одговорност. Во моментот 2545 лица веќе се во процес на потпишување договори за грант, пошто ќе следи дводневната обука што им помага посигурно да тргнат во претприемачките води, информира Мицкоски.